Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Власта троши огромни суми на пари. И тоа за само рекламирање. Милионски средства се одлеваат и за правење на реклами со кои се прикриваат лошите состојби од погрешните политики на оваа власт. За само 2 рекламни кампањи во здравството, владата на Никола Груевски склучила договори во вредност од неверојатни 45 милиони денари, или 740.000 евра. И тоа за да изработи само 2 владини реклами. Кампањата за информирање на граѓаните и здравствените работници за можностите кои им се на располагање ги чини граѓаните 578.000 евра. Друга кампања за наводно подобрената здравствена заштита е тешка 161.000 евра. И тоа народни граѓански пари. Дури 740.000 евра народни пари потрошила владата за осмислување и реализација на само 2 кампањи. Значи, во оваа сума не влегува емитувањето на овие спотови кои што чини илјадници и илјадници евра дневно на некој од медиумите. И замислете, пресудно за владата во изборот на изработувачот на овие кампањи бил квалитетот, а не цената, што не е случај при изборот на лековите од позитивна листа или при набавка на вакцините кога се вакцинираат деца. Или, например, последниот скандал со болницата во Крива Паланка, објект кој што се распаѓа, а вредноста за обезбедување на овој објект е 60.000 евра и тоа доделен на Агенцијата за обезбедување СГС. Оваа се критериумите на владата во здравството, која само за правење на рекламите во здравството дала близу 1 милион евра. А 4-та година нема клинички центар, 8-ма година нема болница во Штип и се уште е во најава, пациентите од болницата во Велес се препраќаат да се лекуваат дома, а потрошени се илјадници евра за кампањата Мојот термин, а истиот не е функционален. Додека се одлеваат огромни суми за рекламирање на здравствените политики, здравството го тресат милионски скандали за сомнителни набавки за кои немаат оправдување ни премиерот Груевски, нити најповиканиот господинот Тодоров. Доказите се тука пред мене, а сите информации по однос на ваквите склучени договори ги имаат доставено самите на сајтот на Бирото за јавни набавки. Но затоа, владата само за подготовка на реклами во овој ресор на неколку рекламни агенции им исплатила близу 1 милион евра. Дали е ова повторен обид да се придобие поддршката на медиумите во пресрет на председателските избори?